Georg Wilhelm Friedrich Hegel изгради најразвиен систем на објективен идеализам. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, роден 1770 година, живел до 1831. Студирал во Шелинг теологија и философија. Прво бил домашен учител, а потоа директор на гимназија. Од 1818 година е професор на Универзитетот во Берлин. Главните дела на Хегел се Феноменологија на духот, Наука на логиката, Енциклопедија на филозофските науки, Философија на правото, Историја на философијата, Естетика и други. Суштината на човековото мислење и постоење Хегел се обиде да ја представи како судир на спротивностите и преку создавање синтеза од противставените позиции. Тој метод се нарекува дијалектички метод. Хегел ја разбира дијалектиката како пат на саморазвиток на духот, што истовремено е пат на движењето и развиток на светот. Основа на Хегеловата дијалектика е следната. Секој поим во себе иманентно ја содржи својата спротивност и тие дијалектички се надменуваат. Формата е теза, антитеза, синтеза. Во синтезата се сочувани важните квалитети, а се негираат непотребните. Дијалектичките закони, кои ја покажуваат суштината на развојот, се следните. Се е противречно, како израз на внатрешни спротивности. Квантитетот поминува во квалитет, преку негација да се дојде до нов квалитет. Негирање на негацијата. Поимот се негира кога ќе се постави во нешто друго. Хегел го развил својот систем во три области, и тоа: логика, философија на природата, философија на духот. Логиката го опфаќа основниот поим како појдовна точка, тоа е битие како извор на сите други поими, суштина, закон, квалитет и друго. Природата во Хегеловиот систем се поставува наспроти поимот како отуѓување од поимот, друго битие. Основно во природата е материјата, основна граѓа за се. Со процесот на индивидуација настануваат единки, кон човекот како највиш организам. Се воспоставува субјективниот дух. Во философијата на духот, Хегел го представува движењето на освестениот дух. Субјективниот дух е почеток на човековата историја. Слободата на ближните станува закон и граница на индивидуалноста. Наспроти субјективниот дух, сега се воспоставува објективниот дух, во смисла на општеството, заедница, семејство, морал, право, собственост, држава. Развитокот на објективниот дух води кон апсолутниот дух како трет степен. Во субјективниот дух, духот е роб на афектите. Во објективниот дух, тој е ограничен од институциите. Во апсолутниот дух е слободен и се враќа кон себе. Во апсолутниот дух има три фази на независност. Во идеалите на убавината, на Бога и на вистината. Уметност, религија, философија. Философијата на човекот ќе му даде свест за кружниот пат, од идејата до апсолутот, преку природата и развојот на духот до повторно враќање во самиот себе.